Во израелските напади во источниот дел на Кан Юнис во понеделникот загинаа десетици луѓе. Уште стотици избегале по наредбите за евакуација. Ова е моментот кога израелскиот премиер Бенијамин Нетјанаху заминува од местото со тензии политички, откако председателската кампања во САД беше прекината од председателот Џо Бајден, кој одлучи да не се кандидира за втор мандат. Ќе се обидам да ја зацврстам двупартиската поддршка што е толку важна за Израел и ќе им кажам на моите пријатели од двете страни дека без оглед на тоа кого американскиот народ ќе го избера за свој следен председател, Израел останува неопходен и силен сојузник на Америка на Блискиот Исток. Ова е што израелскиот лидер кажа јавно. Но аналитичарите велат дека во потенцијалната трка за Белата куќа меѓу подпредседателката Камала Харис и поранешниот председател Доналд Трамп, Нетјанаху би сакал републиканец. Републиканците повеќе ја поддржуваат безбедносната агенда на Израел. Тоа би било така кој да е на власт во Израел. Но втората работа е дека тие повеќе и простуваат на десничарската влада на Израел и нејзината политика кон палестинците. Нетјанаху наводно побарал средба со поранешниот председател Трамп, кој започна значајна произраелска политика за време на неговиот мандат. Трамп го посредуваше Абрахамскиот договор со кој се нормализираа дипломатските врски на Израел со Обединетите арапски емирати и Бахерин. Тој ја премести амбасадата на САД од Тел Авив во оспоруваниот Ерусалим и ја призна израелската анексија на Голанската висорамнина. Со Камала тој веројатно ќе добие некој кој ќе остане прилично традиционален кога станува збор за поддршката на американско-израелскиот однос, но мислам многу поостра, секако реторички, за активноста за израелските населби и многу почувствителна за палестинското страдање и палестинските права. На крајот, главната цел на Нетјанаху во Вашингтон е да ја подготви основата за следната американска администрација и додека израелскиот Кнесет се приближува до 3-месечен одмор, унапредувајќи ги сопствените цели во кревката коалиција. Може би има политички тајминг што ќе му овозможи на Нетањаху да направи потек штом Кнесетот е во прекин, без тоа да доведе до итно распаѓање на коалицијата, бидејќи тоа не може да се направи додека Кнесетот да се врати во работа. За тоа време Нетјанаху потенцијално би можел да уди против екстремно десничарските фракции во неговата коалиција и да постигне договор за прекин на огнот со Хамас по речиси 9 месеци војна. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен минатата недела рече дека таков договор е на дофат. Верувам дека сме близу да постигнеме договор што ќе произведе прекин на огнот, ќе ги врати заложниците дома и ќе не стави на подобар пат да се обидеме да изградиме траен мир и стабилност. Сепак повеќето аналитичари се скептични дека договорот за прекин на огнот ќе се прошири надвор од првата фаза, 6-неделна пауза во борбите во замена за некои од заложниците кои ги држи Хамас.